Денес сите пратеници од парламентарното мнозинство, вклучувајќи ги и тие кои се позитивни на коронавирусот, со сета заштитна опрема и според протоколите на Комисијата за заразни болести, се тука со нас за да обезбедиме кворум и потребно мнозинство за собранието да биде функционално и ефикасно. Нема да дозволиме уцени. Нашата должност како пратеници е да служиме на народот и во добро и во лошо. Опозицијата направи непромислени чекори против сопствениот народ. И затоа, со нив или без нив, денес владеачкото мнозинство ќе ја изгласа помошта за граѓаните. 1 милиарда и 920 милиони денари поддршка за плати за месеците февруари и март 2021 година, од утре ќе почнат да стигаат кај граѓаните на голема жалост на опозицијата. Почитувани граѓани, помошта ја обезбедивме, сега и ќе ја испорачаме. На денешната седница ќе ги усвоиме законите кои обезбедуваат финансиска помош за илјадници граѓани и компании. Тоа се законите кои ВМРО-ДПМН и опозицијата со месеци свесно и намерно ги блокира. Граѓаните, компаниите, ниту час повеќе не смеат да останат без помошта која им следува. Доста беа уцени, блокади и лаги од ВМРО-ДПМН и опозицијата. Ете ја уште еднаш разликата. СДСМ и коалицијата направија се граѓаните да ја добијат помошта која им следува. ВМРО-ДПМН и опозицијата направија се за да ја блокираат помошта за граѓаните. Епилогот е јасен. Победија граѓаните, опозицијата повторно изгуби. Благодарам, повелете прашање. Ке може ли прашање? Господине Митревски, не ли ви е незгодно како човек и како координатор на пратеничка група од владеачкото мнозинство, не ли ви е срам да кршите закони кои што граѓаните со од месеци ги терате да ги почитуваат како резултат на пандемијата? Кажав. Не ми кажувајте протокол, јас сакам да ми цитирате закон, член, врз основа на кој што може човек кој што е добил решение за изолација да излегува од дома надвор од потребата за лекар или за аптека. Знаете ли дека има граѓани, работници, кои што за време на изолација не земаат плата, затоа што работодавачот нема како да им го оправда отсуството? Може да одговорам? Да, може. Дали ви е незгодно прво да ми одговорите и да ми цитирате? Јас прво кажав дека и вчера и денес дека ќе направиме се што е можно и се што е потребно граѓаните да ја добијат помошта. Тоа да биде прво и најјасно. Втора работа, како што сите граѓани, како што се и сите граѓани, така се и пратениците. И се она што го прават и денес што го прават, е во согласно со протоколите, со дозволите, со контроли пред да дојдат во собранието, со дозвола од инфектолози, не е ова ништо што го правиме, а да биде на штета на другите пратеници. Впрочем, и не е прв пат. Ова се случи и кога гласавме нова влада. Ова се случува по втор пат, и ако треба ќе се случува и по трет пат, и секогаш по четврт, и секогаш кога ќе биде во интерес на граѓаните.